прославува Светскиот ден на здравјето. Овој ден не потсетува колку е важно да се грижиме за себе, но и за другите. Но, дали сите тоа го сваќате сериозно? Зоран, дали знаеш што значи здравје? Да, знам, но што значи точно тоа? Тоа значи дека треба да знаеме колку е важно да се храниме здраво, да спортуваме и да се грижиме за нашето тело. Јас често јадам брза храна и ретко спортувам. Дали тоа значи дека не се грижам за моето здравје? Па не баш најдобро. Здравјето не е само да не сме болни, туку и да се чувствуваме добро, да имаме енергија и сила за се што сакаме да направиме. Здраво деца, денес ќе зборуваме за тоа како можеме да бидеме поздрави. Што мислите, што е најважно за доброто здравје? Да не се разбориме? Точно, но тоа не е се. Добро здравје значи и правилна исхрана, доволно спиење, спорт, чистота и среќа. Јас секој ден тренирам фудбал. Тоа е добро, нели? Одлично, Марко. Физичката активност е многу важна. А што е со исхраната? Па јас јадам многу чипс и газирани сокови, но и се обидам да јадам повеќе овошје и зеленчук. Тоа е одлична одлука, Зоран. Малите промени може да донесат голема разлика во вашето здравје. Здраво, дечи! Денес слушнавте нешто важно за здравјето? Да, научивме дека треба да се храниме здраво и да спортуваме. И дека здравјето е богатство, и дека здравјето е најголемото богатство што го имаме. Точно така. Јас секогаш си правам чајови бетки. Пешам секој ден и се трудам да бидам среќна. Секогаш внимавајте на вашето здравје, бидејќи без него ништо друго не е важно. Здравјето не е нешто што треба да го земаме здраво за готово. Секој ден може да направиме нешто добро за нашето тело и ум. Да се грижиме за себе, но и за другите, затоа што здравјето е најголемото богатство. Здравјето е богатство. Чувајте го. Здравјето е богатство. Сега 7 април целиот свет го одбележува Светскиот ден на здравјето. Овој ден не потсетува колку е важно да се грижиме за себе и за другите, но дали сите го сваќаме тоа сериозно? Зоран, дали знаеш што е тоа здравје? Да, знам, но што значи точно тоа? Тоа значи дека треба да знаеме колку е важно да се храниме здраво, да вербаме и да се грижиме за нашето тело. Јас често јадам брза храна и ретко спортувам. Дали тоа значи дека не се грижам за моето здравје? Па не баш најдобро. Здравјето не е само да не сме болни, туку да се чувствуваме добро, да имаме енергија и сила за се што ќе сакаме да направиме. Здраво, деца! Денес ќе зборуваме за тоа како можеме да бидеме поздрави. Што мислите, што е најдобро за доброто здравје? Да не се разболиме? Точно, но тоа не е се. Добро здравје значи и подобра исхрана, повеќе спиење, спорт, чистота и среќа. Јас секој ден тренирам фудбал, тоа е добро, нели? Одлично, Марко. Физичката активност е многу важна. А што е со исхраната? Јас јадам многу чипси и пијам газирани сокови. Но ќе се обидам да јадам повеќе овошје и зеленчук. Тоа е одлична одлука, Зоран. Малите промени можат да донесат голема разлика во вашето здравје. Нешто ново за здравјето. Да, научивме дека треба да знаеме колку е важно да се храниме здраво и да спортуваме. И дека здравјето е најголемото богатство што го имаме. Точно така. Јас секогаш си правам чајови бетки. Пешачок и се трудам да бидам среќна. Секогаш внимавајте на вашето здравје, бидејќи без него ништо друго не е важно. Здравјето не е нешто што треба да се земе здраво за готово. Секој ден е можно да направиме нешто убаво за нашето тело и ум, да се грижиме за себе, но и за другите, затоа што здравјето е најголемото богатство. Здравјето е богатство, чувајте го! Трите куца за живот. Ана е дете која сака технологијата, но не внимава на здравјето. Мартин е нејзин другар, спортист и љубител на природата. Доктор Јованик, доктор и советник за здрав живот.
Гласот на водата. Мистериозен глас што доаѓа од фонтаната во паркот. Во училишниот двор, Ана седи на клупа и јаде чипс за да гледа во телефонот. Мартин пристигна со спортска топка. Ана, пак си со телефонот. Ајде да играме кошарка. Ох, Мартин, не ми затрча. И онака, каква корист од тоа? Спортот е живот, Ана. Без движење телото слабе. Ајде, само малку. Добро, само 5 минути. Ме болат нозете. Да одиме во паркче. Во паркот, Ана и Мартин се шетаат покрај фонтаната и одеднаш се слуша глас. Луѓе, зошто ме заборавате? Без мене животот не постои. Што беше тоа? Хаха, Ана, фонтаната зборува. Вистината ја зборувам. Без мене телото не може да биде здраво. Пийте ме мене, а не газирани сокови. Па, јас ретко пијам вода. Ана, затоа се чувствуваш уморно. Јас секој ден најмалку пијам по 8 чаши дневно вода. И затоа сум секогаш полн со енергија. Запомнете, водата е живот. Мартин, ајде придружуваме ме до ординацијата кај нашиот доктор. Треба да си ги земам резултатите од крвта. Во ординацијата, Ана и Мартин разговараат со докторот за здрав живот. Ана, според твоите анализи ти треба повеќе движење, правилна исхрана и многу вода. Тоа се трите клуча за здрав живот. Така поретко ќе се разболуваш. Знам, докторе, денес научи важна лекција. Од сега ќе пијам вода и ќе спортувам и ќе внимавам што јадам. Одлично, Дулкане. Добре дојде во тимот на здравјето. Спортот, водата и здрава храна се трите најважни елементи за долг и среќен живот. Здравјето е богатство. Марко и Зоран седат во училница и зборуваат за светскиот ден на здравјето. Секој 7 април целиот свет го одбележува светскиот ден на здравјето. Овој ден не потсетува колку е важно да се грижиме за себе и за другите. Но дали си да го сваќаме тоа сериозно? Зоран, дали знаеш што е здравје? Да, знам, но што точно значи тоа? Тоа значи дека треба да знаеме колку е важно да се храниме здраво, да вежбаме и да се грижиме за нашето тело. Јас често јадам брза храна и ретко спортувам. Дали тоа значи дека не се грижам за моето здравје? Па не баш најдобро. Здравјето не е само да не сме болни, туку да се чувствуваме добро, да имаме енергија и сила за се што ќе посакаме да направиме. Во училиштето пристигнува доктор за да зборува со учениците за здравјето. Здрава деца, денеска ќе зборуваме за како е тоа да можеме да бидеме поздрави. Што мислите? Што е најважно за доброто здравје? Да не се разболиме? Точно, но тоа не е се. Доброто здравје значи и правилната исхрана, доволно спиење, чистота, спорт и среќа. Јас секој ден тренирам фудбал. Тоа е добро, нели? Одлично, Марко. Физичката активност е многу важна. А што е со исхраната? Па, јас јадам многу чипсови и газирани сокови, но ќе се обидам да јадам повеќе овошје и зеленчук. Тоа е одлична одлука, Зоран. Малите промени може да донесе до голема разлика во вашето здравје. Марко и Зоран ја среќаваат баба Роза која седи во паркот, на клупа во паркот. Здраво, дечиња, денес слушнавте нешто ново за здравјето. Да, научивме дека треба да се храниме здраво и да спортуваме. И дека здравјето е најголемото богатство што имаме. Точно така, јас секогаш си правам чај од билки, пешачам секој ден и се трудам да бидам среќна. Секогаш внимавајте на вашето здравје, бидејќи без него ништо друго не е важно. Нешто што треба да го земеме здраво за готово. Секој ден е можност да направиме нешто добро за нашето тело и ум. Да се грижиме за себе, но и за другите, затоа што здравјето е најголемото богатство. Здравјето е богатство, чувајте го! Секој 7 април целиот свет го обележува светскиот ден на здравјето.
Овој ден не потсетува колку е важно да се грижиме за себе и другите. Но дали сите тоа го сваќаме сериозно? Еј, Зоран, дали знаеш што е здравје? Да, знам, но што значи точно тоа. Тоа значи дека треба да знаеме колку да се храниме здраво, да вежбаме и да се грижиме за нашето тело. Ја често едам чипси, пијам газирани сокови, но ќе се обидам да јадам повеќе овошје и зеленче. Не, тоа не е баш најдобро. Здравјето не е само да не сме болни, туку да се чувствуваме добро, да имаме енергија и сила што сакаме да направиме. Здраво деца, денеска ќе зборуваме за тоа како можеме да бидеме поздрави. Што мислите, што е најважно за доброто здравје? Да не се разболиме. Точно, но тоа не е се. Добро здравје значи правилна исхрана, доволно спиење, спорт, чистота и среќа. Јас секој ден тренирам фудбал, тоа е добро, нели? Одлично, Марко, физичката активност е многу важна. Што е со исхраната? Јас јадам многу чипс и пијам газирани сокови, но ќе се обидам да јадам повеќе овошје и зеленче. Тоа е одлична одлука, Зоран. Малите промени може да донесат голема разлика во вашето здравје. Здраво деца, денеска научите нешто ново за здравјето. Да научиме да јадеме здраво и да спортуваме. Дека здравјето е најголемото богатство што го имаме. Точно, јас секој ден си правам чај од бички, пешачам и се трудам да бидам среќна. Внимавајте на вашето здравје, бидејќи без него ништо друго не е важно. Здравјето не е нешто што треба да го земеме здраво за готово. Секој ден може да направиме нешто ново за нашето тело и ум, да се грижиме за себе, но и за другите, затоа што здравјето е најголемото богатство. Здраво!